Вака, во однос на извештајот ќе биде објавен и на нашата интернет страница во текот на денешниот ден за целокупната јавност да може да се запознае со извештајот и како што специјалната јавна обвинителка Катица Јанева наведе, истата е подготвена на покана на Советот на јавни обвинители и на Собранието да се јави таму и јавно да го презентира нашиот извештај. Што се однесува за прашањето за предметот пуч, точно е дека утре е закажана главната расправа, специјалната јавна обвинителка ќе присуства на главната расправа и текот на предметот не зависи само од нас, треба да има услови за отпочнување на главната расправа, доколку тие услови се исполнети, се разбира, ние сме подготвени да започнеме со предметот пуч. Повелете? Со првиот обвинителен предлог, описот на делото е подсетува многу на она што го изложите за предметот тврдина, така што ќе ве замолам може малце да објасните дали дел од осомничените во тврдина сега се обвинети, дали ова е издвоен предмет. Понатаму зборевте за уништување на докази, но сега не знам, може би не го слушнав, но споменавте кривично дело фалсификување на службени исправи, а не слушнав дали има дело уништување на доказен материјал. Добро. Генерален одговор за Во ред. Се работи да појаснам. Повелете? Да. Прво обвинетиот кој што давал наредби е веќе опфатен во тврдина или се работи за нови? Сега ќе ви објаснам подетално. Не, двете обвиненија кои што се денес во текот на денот ќе бидат поднесени, се работи за обвиненија кои што се поднесуваат во скратена постапка. Тоа подразбира кривични дела за кои што е пропишана казна затвор до 5 години, за кои што не се отвара формална истражна постапка, туку истражната и предистражната постапка се споени заедно и кога обвинителството ќе собере доволно докази од кои што може да очекува осудителна пресуда, се поднесува обвинение. Тоа е за сите предмети за кои што се води скратена постапка. И првиот предмет за кој што денес беше изложен за ништењето на службена документација во рамки на Управата за безбедност и контраразузнавање е предмет кој што е различен од тврдина. Во тврдина зборувавме за уништување на системите како објекти, односно како предмети кои што беа во тој момент уништени. Освен предметите, односно системите, уништена е и бројна службена документација. Самиот чин на уништување на службена документација е инкриминиран со кривичното дело фалсификување на службена исправа, затоа што кривичното дело фалсификување на службена исправа го прават и оние лица кои што ќе уништат службена документација, а се службени лица во организацијата во која што работат. Идентитетот на осомничените лица заради начелото на пресумпција на невиност не можеме да го соопштиме. Во врска со вашето прашање, токму од тие причини нема ни да соопштиме дали постои идентичност на лицето кое што во конкретниот случај постапувало како наредбодавател за ништење на службената документација со било кој од лицата опфатени во другите наши предмети. Повелете? Значи, јас вака ви објаснивме дека податоците кои што ги даваме во овој момент се податоци кои што во целост го почитуваат начелото на пресумпција на невиност на обвинетите лица. И затоа нема да даваме подетални податоци токму во насока на заштита на нивните идентитети. Се работи за предмети кои што досега и беа непознати на јавноста и сега овие предмети веќе преминаа во фаза на обвинение и од тие причини не можеме да ви дадеме детали. Се разбира, лицето кое што постапувало како наредбодавател во однос на другите лица морало да биде хиерархиски на повисока позиција за да се разбира може и да издава такви наредби, меѓутоа за лице на која позиција се работи нема да соопштиме. Да, сите се службени лица кои што се вработени во Управата за безбедност и контраразузнавање. Повелете, одиме со ред, се извинувам за тоа. Во контекст присуство? Во конкретниот случај нема да бидат побарани мерки за обезбедување на присуство за било кој од обвинетите лица, со оглед дека истрагата во целост е завршена и во конкретните случаи не наоѓаме дека постојат било кој од основите за определување на мерка притвор за овие предмети, односно и било која друга мерка за обезбедување во конкретните предмети. Повелете? Така. Исто време, адвокат на еден од обвинетите на Ефремов е Александар Доркис, за кој нас ми откривте дека е ангажиран како советник во вашето обвинителство. Дали може
Прво морам да кажам дека во никој случај не може да се доведат во корелација фактите за кои што вие сега ги изнесовте. Нашата одлука во случајот шпион за да се побара намалување на казните за обвинетите лица се базира на доказите во тој предмет, односно на фактот, како што наведовме и пред апелациониот суд, дека првостепениот суд во конкретниот случај не ги ценел доволно олеснителните околности кои што стојат на страната на обвинетите лица. Не беше побарано намалување на казната само на обвинетиот Ефремов. Беше побарано за сите обвинети лица за кои што не беа доволно ценети олеснителните околности од страна на првостепениот суд и тоа беше направено исклучиво врз анализа на доказите. 12% Повелете. од аудиоматеријалите се преслушани. Дали е Така. малку доволно за овој период од година дена постоење? Какви се перспективите, колку од материјалите навистина можете Да се преслуша. Овој дел во кој 18 месеци ви се дадени за истрагата. Така. Ние и претходно апелиравме дека рокот од 18 месеци за целосно истражување на кривичните дела кои што се поврзани или произлегуваат, односно и произлегуваат од неовластеното незаконско следење на комуникациите, не е доволен во конкретниот случај. Тоа е од причина што навистина ни е потребен подолг временски период за да се преслушаат тие материјали. До сега за година дена, како што и самиот извештај покажува, околу 12% од доставените разговори се веќе преслушани и оваа бројка е таква затоа што од почетокот од кога ги примивме па до денес условите во кои што работевме беа поспецифични, односно не беа во целост сообразни со нашата работа. Се надеваме дека условите кои што сега ги имаме ќе придонесат за зголемување на динамиката, меѓутоа не смее да се заборави обемот на материјалот кој што треба да биде предмет на преслушување и анализа, како и фактот дека сите тие разговори кои што се преслушани треба да се доведат во корелација со временската рамка во која настаните се случили. Значи потребни се анализи, потребно е прибавување на докази, така што во секој случај ние не можеме прецизно да кажеме колку време би ни требало сите разговори да ги преслушаме. Се надеваме дека динамиката ќе се унапреди во наредниот период, меѓутоа повторно укажуваме дека рокот од 18 месеци нема да ни биде доволен. Повелете? Обвинителке, за разлика од претходното презентирање на случаи на ваши истраги, еве денеска се презентирате два случаја за кои веќе има обвинение. Меѓутоа интересно е што тие случаи вие не ги дефинирате со некое име. Така. Случаите ги Да. давате звучни имиња. Исто така морам да забележам дека не сте транспарентни околу лицата против кои се водат овие истраги во случајов обвинение. Зошто вие реферирате во делот на транспарентноста? Што има тука веќе да се крие? Не разбирам. Вака, прво морам да појаснам дека ние не ретерираме во однос на транспарентност. Сите до сега предмети кои што беа објавени, беа претходно детално објавени од страна на други институции кои што постапуваа по истите. Така што ние во тие предмети едноставно ги проследивме информациите кои што веќе беа ставени како јавно достапни во одреден дел се разбира. Во конкретниот случај мора да разбереме дека и обвинетите лица и осомничените лица во една кривична постапка имаат своји права. Тие права не може да им бидат негирани и не може да им бидат повредени најмалку од орган кој што во постапката мора да води сметка и за таквите права. Не станува збор за ретерирање од начелото на транспарентност. Беа соопштени сите релевантни податоци кои што на јавноста би биле од значење во смисла во што се состои криминалот во конкретниот случај, односно кои се кривичните дела и кои действија лицата ги презеле, со кои мотиви, токму за остварување на таквите кривични дела. Така што не би рекла дека станува збор за намалување на транспарентноста, напротив, и во иднина, значи, остануваме доследни да го почитуваме начелото на транспарентност. Што се однесува за имињата, прашавте, сакам да појаснам дека досега се работеше за истражни постапки, кои што бара навистина голем обем, опфаќаа повеќе лица и навистина беа обемни и како такви комплексни, со цел јавноста да знае точно за која истражна постапка. Тие постапки подолго траат, мора и тоа да се земе во предвид. Затоа беа именувани. Кога станува збор за предмети со кои што одите директно на обвинение и во кои што сите предистражни действија ви се веќе преземени, сметавме дека нема апсолутно никаква потреба да се обременуваат и овие предмети со дополнителни имиња. Други прашања? Повелете? Предходниот извештај имате наведено цели пасови со бројни обструкции од институции. Меѓутоа во овој, ако ова е дел од извештајот, да прочитаме Така. значи дека соработувате феноменално со сите институции, дека немате ниту една обструкција.
Ова јавно обвинителство се соочуваше и во овој извештаен период со бројни притисоци, односно со бројни, се извинувам, тоа беше грешка, со бројни предизвици, на тоа мислев. Тој дел е составен дел од извештајот. Она што ви беше денес поделено на новинарите е листа на факти, односно статистички податоци кои што можеби би ви биле во интерес за оваа пресконференција да поставувате прашања. Се разбира, во изминатиот период наидовме на предизвици за соработка со голем број на државни институции, меѓутоа како што и во првиот извештај изразивме уверување дека таа соработка ќе се унапреди, изразуваме уверување и дека во иднина исто така во наредниот извештаен период соработката ќе се унапреди и сите ќе ја согледаат важноста од непречено функционирање на ова јавно обвинителство. Пред се тоа се гледа токму во интересот на граѓаните на Република Македонија за целокупните сомненија кои што висат во воздух, да речам на народен јазик, да бидат веќе еднаш за секогаш расчистени. Повелете. Односно, случајот за градоначалникот на општина Битола Владимир Таврис, кој е во домашен притвор, Така. има информација дека се уште препишува документи поврзани со работењето на општината. Така. Дали покрај домашниот притвор ќе побарате друга мерка, како е забрана за вршење на службени активности додека трае постапката, бидејќи може да повтори делот? Така, притворот, мислам дека на градоначалникот Талевски кукниот притвор истекува сега, скоро. Од наша страна, во рамки на со оглед дека притворот истекува, секако ќе биде доставен соодветен предлог до судот и во моментот кога ќе го доставиме, ќе ви известиме која е содржината на таквиот предлог. Не би сакала во овој момент да ги прејудицирам нашите активности и да претпоставувам што би можело да се случи. Во моментот кога ќе го поднесеме предлогот, навремено ќе ви известиме. Да, имаме увид во целокупната документација, затоа што нашите истражители веќе е добро познато дека беа во општина Битола и ги прибавија сите докази кои што ни се релевантни за наше натамошно постапување. Повелете. Не би рекла дека се пречка за отпочнување. За случајот Монструм веќе известивме дека е отпочната предистражна постапка и дека за тој случај таа предистражна постапка се уште е во рана фаза, меѓутоа е во тек и се работи на таа предистражна постапка. Законот за заштита на сведоци е важен за сите предмети на ова јавно обвинителство, затоа што се соочуваме со лица кои што бараат заштита, се плашат за својата безбедност и веруваме дека во посебно комплицираните предмети, овој закон за заштита на сведоци во многу ќе ги олесни предистражните постапки. Повелете? Веројатно подоцна сте дошле, да. Дали може да ни кажете дали во извештајот, бидејќи нели се беше презентирано во јавноста дека ова обвинителство користи и своји советници, експерти, дали е наведено кој е тимот на тие советници, колку е нивната плата или бенефити кои што ги добиваат? И исто така ме интересира дали специјалното јавно обвинителство, тимот на одделението за односи со јавноста има уште тројца нови вработени, бидејќи нели оние се може да знаат. Да, секако. Во делот на извештајот знам дека не се содржани имињата на правните експерти кои што се ангажирани од ова јавно обвинителство. Овие имиња ги дадовме на еден од медиумите, согласно нивните барања. Се разбира доколку постои поширок јавен интерес, може да ги објавиме и на нашата веб страна со пресек на примањата кои што ги имаат. Во однос на делот на прашањето кој што се однесува за Канцеларијата за односи со јавност на ово обвинителство, точно е дека имаме ангажирано само еден новинар, не тројца новинари. Се работи за новинарот Панта Џабазовски, кој што во моментот кога беше ангажиран немаше други ангажмани, со тоа што сакаме да потенцираме дека истиот не е вработен во ова јавно обвинителство, туку е ангажиран како експерт и се надеваме дека ќе ни ја олесни посебно мене како потпарол на ова јавно обвинителство во многу работата и да можам повеќе да се фокусирам на обвинителските предмети. Уште едно прашање, ако ми биде дозволено. Помина скоро цела година, одреден период кога вие ги добивте така наречените познати бомби во јавноста. Во извештаите децидно наведувате колку тимови работат на нивно прислушување. Досега јавноста знае за тие истраги кои што нели ги објавувате, дека се поврзани на еден или друг начин со извршната власт, со одредена политичка партија.
Дали во тие материјали кои што ги поседувате има основи за други кривични дела или инволвирани други лица од други политички или припадници на политички партии, ако нели не ги поднесувате кривичните пријави согласно припадници? Тоа сакав да ви одговорам. Значи, веќе неколку пати сме укажале дека нашето постапување не е врзано со личностите, туку врзано е со криминалните активности, односно кривичните дела. Без оглед кој да е лицето кое што сторило кривично дело, ќе биде предмет на процесуирање од страна на ова јавно обвинителство доколку се соберат доволно релевантни докази кои што упатуваат на негова инволвираност, а подоцна и на негова кривична одговорност за одредени кривични дела. Така што апсолутно е неточно да се тврди дека ние одиме против одредена политичка партија или против одредени лица исклучиво од одредена политичка партија, туку напротив, од сето она што ќе произлезе и за секој оној за кој што ќе произлезе кривично дело, истиот ќе биде опфатен со постапките пред ова јавно обвинителство. Повелете? Во врска со вториот обвинителен предлог, дали испитувавте што откривте, што заклучивте, како полицијата ги обезбедувала тие два протести пред општината центар? Сите детали кои што се однесуваат на действијата кои што од наша страна се превземени, кажа и колешката претходно дека се преземени поголем број на действија, ќе бидат предмет на расправање пред судската постапка, ќе бидат транспарентно изнесени во судот, постапките пред судот се јавни, така што таму би било соодветен форум за размена на доказите и за размена на она што ние имаме утврдено, така што верувам дека во рамки на судската постапка сите ќе бидете запознаени. Тоа е прашање кое што ќе мора да му го упатите на судот. Од наша страна можеме да потврдиме дека во текот на денешниот ден ќе бидат поднесени обвиненијата. Повелете? Значи, кажавме веќе еднаш за начелото на пресумција. И за тоа зошто нема да кажуваме кои лица се инволвирани. Ние спомнавме телефонски разговор, не кажавме директно на кој телефонски разговор мислиме. Така што ви се молам да не даваме изјави дека ние сме соопштиле било какви податоци за идентитети на лица. Јасно го објаснивме тоа уште на почетокот. Повелете? Сите податоци кои што колешката Фетаи ви ги соопшти, во конкретниот случај се податоци кои што може да ви ги соопштиме јавно. Ќе започне судската постапка, таму ќе има размена и на дополнителни податоци за предметите. Повелете? Како што кажав, за Монструм е отворена и отпочната предистражна постапка. Во моментите кога ќе има можност да се соопшти било што на јавноста, за тој предмет ние го цениме високиот интерес на јавноста, меѓутоа предметот на постапување се разбира е ист како и за другите предмети, така што штом ќе имаме новости, јавноста и за тој предмет Монструм ќе биде информирана. Мислам дека Тоа е спорно случај Мартин Нешковски. Тој беше судска завршница, лицето веќе кое не е осудено, веќе на обрежување на казна затвор, од натајавите кои изведува дека може би некој друг посторил делото. со оглед дека се работи за предистражна постапка која што е тајна. Морам да напоменам дека не можеме да ви соопштиме што е предмет конкретно на истражување, во смисла што се спорните факти и околности за нас. Во моментот кога ќе имаме таква можност, доколку воопшто дојдеме до таква ситуација, се разбира ќе ја информираме јавноста. Да, да. Дали има некоја нова истрага во изминативе, може би денови или недели, за која што јавноста не знае? Не. Може би беше транспортер? Да. Не, сите истраги кои што ова јавно обвинителство ги има отворено, истражни постапки, се јавно објавени. Значи не постои друга истражна постапка која што во извештајниот период е отворена, а за која што јавноста не е информирана. Најде уште едно прашање ќе морам да Кажете, повелете. Политичката партија, за која вие сега обвинувате, во тој период на протести повика и Скопската епархија на Македонската православна црква, и таму беа и владици на лице место и невладината организација Веритас.
Така? Прашањето ми е, дали освен луѓето од политичките партии, во обвинението се опфатени и МБЦ и Веритас? И второто прашање ми е, затоа што за овој случај веќе подолго време читавме во делот меѓу и за двата случаи, дали некој од кај вас оддава информации за предистражна постапка, кои сега вие кажувате концизно дека не сакате да ги дадете, дали ќе покренете дисциплинска постапка да пронајдете кој е човекот кој оддава информации за тоа што е за некои колеги Во ред. пред недела дена знаеа за ова што ќе се случува денес, ја дознав дури утрина кога дојде во. Во ред. Прво дознавте вчера затоа што од вчера сте акредитирани, да не ги извртуваме фактите. Ке ве молам сега вака. Прво ќе се надоврзам на едно ваше претходно прашање. Адвокатот Тортевски не е адвокат во случајот шпион. Така да тука морам да ве демантирам сега. Прво со тоа би започнала во однос на вашите прашања. Во однос на прашањата кои што ми ги поставивте за учеството на невладини организации, за учеството на други субјекти во конкретниот кривично правен настан, за некој да биде предмет на обвинение треба неговите действија со нивното исполнување да значат исполнување на обележјата на кривично дело. Со ова обвинение се опфатени не сите лица кои што биле физички присутни за време на тие настани, туку се опфатени само лицата во чии што действија се опфатени обележјата, односно се содржани обележјата на кривичните дела. Улогата на тие лица кои што биле присутни во рамки на судската постапка можеби ќе биде дискутирана, зависно од тоа како ќе се развиваат настаните. Ние имаме целосна слика за тоа кој се бил присутен таму и целосно сме запознаени. По однос на прашањето за поведување на одредени дисциплински постапки. Од ова јавно обвинителство најодговорно ние тврдиме дека од тука не се процурени никакви информации од наша страна. Не можеме да ги знаеме мотивите на другите лица што соопштуваат одредени информации во јавност поврзани со наши предмети. Она што можеме да го кажеме е дека не е тајна кој влегува во вратата на специјалното јавно обвинителство и не е тајна кој е повикан за сведок. Тајна е што тој сведок нас ни кажал и што е тоа што е предмет на интерес. Во тие рамки предистражната постапка е тајна. Уште еднаш потенцирам дека ние како јавно обвинителство немаме од тука не се истурени никакви информации. Повелете и со ова завршуваме. Јас сакам да ве прашам околу досегашните случаи. Вие започнавте сериозни истраги, Така. внесовте кривични пријави. За овие случаи што претходеа, кога да очекуваме обвинение? Делот Кои два, извинете само, ова обвинителство настана како резултат на политички договор. Меѓутоа во исто време сте и јакат и постои можност да се пронајде некој правен начин или да го поништат ова специјално јавно обвинителство преку Уставниот суд. Што мислите околу таа варијанта и едноставно тие напори, едноставно вие да не постоите бидејќи вашето функционирање очигледно некому не е во интерес? По однос на првото прашање, кој што се однесува кога да очекувате обвиненија за отворените истраги. Тоа во овој момент не можеме да ви дадеме точен одговор. Дел од тие истраги веќе се во завршна фаза, така што и ние очекуваме брзо да, во еден извесен период да добиеме резултат, односно тие истраги да бидат завршени. Се разбира, постои законска обврска во која што мораме да ги почекаме и действијата на одбраната. Истрагата и самото завршување е комплексен процес и не зависи исклучиво од нас како обвинителство и не можеме да ви дадеме точни информации кога временски тие истраги би завршиле. Очекуваме во наредниот период да имаме довршување и на тие истраги што се веќе почнати. А по однос на Уставниот суд, ние не можеме да ја прејудицираме одлуката на Уставниот суд, тоа во никој случај. Меѓутоа, сметаме и веруваме дека постоењето на ова јавно обвинителство е во интерес на сите граѓани на Република Македонија, дури и во интерес на политичките партии, затоа што со постоењето на ова јавно обвинителство и со нашата работа, целта е да се открие дали навистина постои криминал, кај кои лица постои криминал и тој криминал да биде санкциониран, за да може да се подигне стандардот за владење на правото и да се изгради повисок степен на доверба на граѓаните во институциите на државата.